Државата на секого од нас му закачи долг од 2500 евра. За сиромашниот исток тоа е финансиска була од над 450 милиони евра. Ова е сумата која се добива доколку официјалниот јавен долг на државата, кој е пресметан на неверојатни 5 милиарди евра, се подели по жител и по региони. По општини најмногу пари ќе враќаат оние со поголем број на жители. Така на Штип му отпаѓаат 125 милиони евра, на Кочани 75, Виница 47,5 и Делчево 42 милиони евра. Ваквото задолжување е дополнителен товар на ионака исклучително сиромашниот брегалнички регион, особено во услови на криза каква што живееме со години наназад. Тоа е како едно домакинство, ако имаме 30.000 приходи на ниво на едно семејство, а имаме кредити од 12.000, можеби ќе ги сервисираме. Меѓутоа, ако имаме кредити кои веќе наменуваат 50% од приходите, веќе тоа е знак за тревога, така речено, за аларм, да се преиспитаме дали и понатаму треба да се задолжуваме. Како ќе ги враќаме долговите зависи од тоа како ќе се генерираат нови приходи. Доколку со идните природи имаме проблеми, ќе треба да се во тие нови периоди да се задолжуваме со нови кредити и нови позајмувања од домашните и странските кредитори за да ги враќаме тековните. Сепак граѓаните се скептични. Убедени се дека овој долг државата ќе го враќа на нивна штета. Те на него, на мене ќе сопрат. Па ќе враќаме ние, кој ќе враќаме? Тај што ги зема, тај ник си врати. Инаку, дупката во државната каса зафаќа околу 53% од македонскиот бруто домашен производ.